Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Марш на ангелите во Скопје. Не ова живот, не ова среќа, ова е луѓе болка, ова е луѓе трагедија која што не уништи нас. Повик за правда пред стартот на судскиот процес. Скопјани поделени по одлуката на советниците. Па нема логика зашто да не сме да се фрла. Па не мислам дека многу ќе смени тоа. Забраната за фрлање ѓубре од 22 до 6 часот наутро ќе важи од понеделник. Власта очекува зголемување на мнозинството, дуи демантира дека има криза во коалицијата. Централниот комитет на ВМРО-ДПМН го разреши директорот на платежната агенција од партиските функции. Трамп ќе го тужи BBC. Овие вести во живо информираме за пораките од маршот на ангелите. Останете со нас. Родителите на загинатите во дискотеката Пулс и повредени во големата трагедија во Кочани денешниот марш на ангелите, наместо во Кочани го одржаа во Скопје. Добија огромна поддршка од граѓаните и заеднички побараа правда за 63 жртви од пожарот во Кочанската дискотека. Маршот го следеше колегата Зоран Јаневски, го имаме во живо во овие вести. Зоран, символично маршот стартуваше во 12 часот и 5 минути. Каде се движеа граѓаните и какви пораки испрати? Да, маршот на ангелите од Кочани денеска се префрли во главниот град овде во Скопје. Маршот символично започна 5 минути после пладне, започна од плоштадот Македонија и по 3-минутниот молка продолжи пред собранието. Потоа стаса и заврши токму овде пред Скопскиот кривичен суд. На големиот транспарент кој родителите на загинатите деца го носеа на нив пишуваше 63 сенки ве следат и секој поглед ќе ве следи. Имаме дел од атмосферата, предлагам да ја погледнеме. Правда за Кочани! Правда за Кочани! Правда за Кочани! Сите за Кочани! Сите за Кочани! Правда за децата! Правда за децата! Да, вака изгледаше денешниот марш на ангелите кој што се одржуваше овде во Скопје. Родителите побараа правда за своите деца, сметаат дека крив е системот и велат дека тоа не било несреќа. Во пораките и транспарентите кои ги носеа можеше да се прочита дека трагедијата била неодговорност и бараат правда. Еве дел од нивните изјави. Не сакам да имам гнев кон никого, но ме принудија луѓе да не можам да живеам, ниту јас, ниту тие што се околе мене. Не ова живот, не ова среќа, ова е луѓе болка, ова е луѓе трагедија која што не уништи нас. Маршот на ангелите заврши токму овде пред Скопскиот кривичен суд. Всушност и маршот доаѓа непосредно пред почеток на судскиот процес. Присутните директно се обратија до судиите, побараа транспарентност при водењето на судскиот процес за трагедијата која што се случи во март годинава во Кочани. Порачаа дека судството не треба да подлегне на влијанија, побараа транспарентна постапка и отворена и како што рекоа, без разлика колку таа и да биде болна за нив. Еве ги овие изјави. Нашите најмили не се меѓу нас, но нивната судбина не смее да биде заборавена, ниту скриена за институционални пропусти, интереси или политички пресметки. Ние сме нивниот глас и тој глас ќе остане гласен, јасен и непоколеблив. Затоа денес ви се обраќаме директно. Бараме судење без одлагање, без притисоци, без прикривање на докази, без селективност. Бараме да се слушне секој факт и да се утврди секоја одговорност, колку и да е непријатна. Ги повикуваме судиите, обвинителите и сите вклучени институции
да ја исполнат својата законска морална обврска, да ја обезбедат правдата и да ја вратат довербата на системот. Судот мора да обезбеди јавна, ефикасна и непристрасна постапка, а институциите да постапат по највисока одговорност. Да нема заштитени, да нема притисоци, да нема политички калкулации. На протестот се појави и сопругата на починатиот Андреј од ДНК-та. Во изјавата која што ја даде пред законодавниот дом, побара и собранието да се вклучи во расветлување на трагедијата. Предлага да се формира надзорна и анкетна комисија која ќе ги испита сите пропусти и што всушност довело до трагедијата во која загинаа 63 лица. Ја гледаме и низината изјава. Никој не треба да живее во мислата дека некој можел да биде спасен, а не бил. Никое семејство не треба да носи болка која е последица на ваков пропуст, негрижа или недействување. Бараме да се утврди вистината. Каде се случиле пропустите? Кој не реагирал? Ние не бараме сочувство. Тоа не ги враќа за жал нашите најмили и не може да ни избрише болката. Бараме институционална вистина, фер постапка и гаранција дека уште едно семејство нема да се разбуди во ноќта која што ние преживеавме. Зоран, утре се навршуваат 8 месеци од трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, како што спомена веќе, денешниот марш доаѓа на само неколку дена пред почетокот на судскиот процес. Судењето треба да стартува во среда на 19 ноември. Кој се треба да седне на обвинителна клупа? Да, судењето за трагедијата која што се случи на 16 марта годинава ќе започне веќе оваа среда, односно на 19 ноември. На обвинителна клупа е предвидено да седнат вкупно 35 лица и 3 фирми. Меѓу обвинетите се наоѓаат поранешни градоначалници на Кочани, поранешни министри за економија, директори на дирекцијата за заштита и спасување, собственикот на дискотеката, собственикот на фирмата која работела на обезбедување на дискотеката Пулс. Сите тие, според обвинението кое е покренато против нив, одговараат за кривичното дело тешки дела против општата сигурност. Во меѓувреме институциите, односно Скопскиот кривичен суд, излегува со информации дека се е подготвено за да започне судскиот процес кој ќе се одвива во дигиталната судница во близина на затворот Идризово. Почетокот на ова најголемо судење кое што се случувало досега во државата е најавен за во среда на 19 ноември. Зоран Јаневски во живо од пред кривичниот суд. Зоран, благодарам за овие информации. Сапорт Кочани информираше дека ја реализирале четвртата пратка компресивна облека, вредна 452.537 денари за повредените од пожарот во Кочани. Граѓанската иницијатива Сапорт Кочани продолжува со поддршката за засегнатите лица од пожарот во Кочани и ја финализираше четвртата испорака на специјализирана компресивна облека. Новата пратка, која веќе е доставена до општата болница во Кочани, представува значаен чекор во обезбедувањето континуирана терапија и квалитетна рехабилитација, велат во известувањето до јавноста. Овој циклус на донации опфаќа 44 парчиња компресивна облека, изработени по индивидуални мерки за 14 пациенти. Средствата се обезбедени исклучиво преку донации од граѓани, компании и поддржувачи од земјата и странство. Поддршката што ја добиваме од заедницата ни овозможува континуирано да им помагаме на засегнатите и да обезбедиме навремена медицинска опрема, истакнуваат од Сапорт Кочани. Иницијативата, како што велат, и понатаму останува посветена на транспарентност и грижа за сите погодени од трагедијата, со цел да им се обезбеди постојана поддршка во процесот на заздравување. СДСМ бара одговор зошто за шокантниот скандал со операциите на срце веднаш не се поднесени кривични пријави. Од опозицијата бараат да бидат објавени имињата на сите инволвирани. Бараме итно јавно објавување на целосниот извештај во фазата во која се наоѓа, без преправки, без селекција и без дополнително пеглање. Објавување на сите приватни клиники и субјекти кои се биле дел од процесот.
објавување на сите имиња на комисии, лекари и управители кои носеле одлуки. Јавно да се соопшти кој од докторите дал насока дека треба да се направат и тоа за сите непотребни операции поединечно. Веднаш поднесување кривични пријави. Скопјани поделени по одлуката на советниците. Па нема логика зашто да не сме да се фрла. Па не мислам дека многу ќе смени тоа. Забраната за фрлање ѓубре од 22 до 6 часот наутро ќе важи од понеделник. Власта очекува зголемување на мнозинството, дуи демантира дека има криза во коалицијата. Од фрижидери до мебел. Речиси се може да се најде на 20-тината диви депонии низ Прилеп. Околу 1000 граѓани денеска се вклучија во екоакција за расчистување на градот. Иако многумина велат дека само казни може да помогнат за решавање на проблемот, во Прилеп има само еден инспектор за животна средина. Огромен дел од прилепчани со нула екосвест за чиста животна средина. Околу самиот град има најмалку 20 големи диви депонии. Се фрла се што ќе се стигне, од фрижидери до мебел, разноразни машини, градежен шут. Без и малку совест дека тоа ќе ја уништи природата и днината на нашите поколенија. Секој фрла отпад буквално каде ќе стигне. Денеска на 20 локации во и надвор од градот се организираше екоакција за да биде по кој знае кој пат пример дека вака не може повеќе и мора да се смени нашиот менталитет. Треба да ја подигаме свестова што денес го правиме, второ јавните комунални претпријатија да ги подигнеме на едно повисоко ниво за да можат да испорачаат одржување на јавните површини, зголемена механизација со унапредување на процесот на нивната работа и понатаму системот на присила, го кажувам последен, но мора и тој да го воведеме. Планираме да направиме неколку оградени локации кај што природно станале депонии, па оттаму да му биде поедноставно неколку пункта да има јавното комунално претпријатие за да ги чисти. И она што го ветивме во програмата за поставување на видеонадзор на клучни позиции во градов, и тоа го развиваме како идеја и се надевам дека до година би имале конкретен проект како тоа да се реализира. Бидејќи досега овие екоакции и не вродиле многу со плод. Некои познавачи на приликите сметаат дека само системот на казни може да ги натера граѓаните да ги почитуваат законите и да не ја загадуваат средината. Но и тука треба да се направат одредени системски промени. Еден инспектор е за животна средина, јас имам редовни надзори, вонредни надзори и инцидентни. Одлагањето на отпадот вообичаено се врши во попладневните часови, кога јас не сум на работа, а по законот за јавна чистота може да постапува и полицијата. Како единка јас не би можела сама да направам многу, затоа што сум еден човек кој што има премногу обврски. За да изречиме казни, потребно е за физички лица да се фати во моментот кога го истура ѓубрето и да се легитимира. Во намалување на дивите депонии, секако треба да помогне и полицијата, што засега од само ним познати причини не го прави тоа и не ги казнува овие прекршители. За Сител, Дарко Штарговски. Во Собраниската комисија за буџет втор ден продолжува расправата по предлог буџетот за следната година. Пратениците од власта и опозицијата со целосно различни ставови гледаат на владиниот предлог. Од старт ни покажува дека други се приоритетите на оваа власт, а не развој на економијата преку капитални расходи, како и немањето на капацитет за реализација. Тие се основен двигател на економскиот раст и развој во една држава, односно треба да ја представуваат развојната компонента на буџетот заради инвестициите во инфраструктурата. По најавите од страна на Министерството за финансии во врска со буџетот е дека станува збор за развој, но реалноста говори нешто друго. Не смее да се игнорира гласот на работниците и нивните потреби, цените растат, се трупаат нови долгови и наместо да земаат повеќе, тие плаќаат повеќе. Како доказ дека буџетот за 26-та не е бабарога со која што СДСМ сака да ја заплаши јавноста, туку е буџет кој и покрај сиот баласт оставен како наследство од владите на СДСМ и ДУИ, сепак има предвидено капитални инвестиции кои ќе направат економијата во држава да се движи, а со неја и да се опоравуваме полека, ама сигурно. Значи, финансиската поддршка и соработка на владата со општините ќе продолжи и ќе биде насочена за капитални локални проекти и зголемување на финансиската стабилност на општините.
Политичките партии продолжуваат со процесот на промени по локалните избори. Власта очекува поделеноста во албанскиот опозицијски блок да го зголеми бројот на пратеници во владеачкото мнозинство. ОДУИ пак демантира дека има криза во нивната коалиција. Владачките ВМРО ДПМН и Вреди прогнозираат распад на коалицијата предводена од ДУИ. Вчерашната оставка на Кренар Лога од сите партиски функции во Алијансата за албанците на Таравари. Двете партии сметаат дека е прв чекор кон ситнење на поддршката за коалицијата на Ахмети. И ВМРО ДПМН и Вреди не кријат дека течат преговори со опозицијски пратеници за зголемување на мнозинството во собранието. Оставката на поранешниот министер господинот Кренар Лога му посакуваме се најдобро и во животот и во кариерата, меѓутоа со оваа оставка ова е еден чекор на кон тоа партиите кои што се во коалиција со ДУИ во така наречената Национална алијанса за интеграција дека полека но сигурно се делат и се распаѓаат. А во однос на зголемување на мнозинството во парламентот не исклучуваме зголемување на бројот на пратеници. Со повлекувањето на Кренар Лога по заменувањето на Мендух Тач, по паниката во ДУИ и троглавото молчење на Ахмети Таравари села веќе 8 дена, станува сосема јасно. Националната алијанса за интеграција повеќе не постои, велат и од Вреди. Падот на НАИ е најголемиот доказ дека 20-годишната кула на измама се урива камен по камен. Албанскиот народ повеќе не прифаќа игри. Тие повеќе не прифаќаат етикети, навреди и закани. Албанците на нивниот референдум го запечатија конечното ослободување. Влен повторува: ние сме тука, силни, обединети и со целосен легитимитет. Тие ја напуштаат сцената, ние влегуваме во ерата на одговорност, стои во соопштението на Вреди. Од ДУИ пак негираат криза во нивната коалиција, без да ја коментираат оставката на Лога. Од партијата тврдат дека не очекуваат да им се намали бројот на пратеници. Колку и да се потрудат, нема да можат да имат балентерово мнозинство, имајќи предвид дека тие се вештачки во таа коалиција, едва ја обстојуваат. А секако дека уште од првиот ден и пред да се формира оваа влада без етнички легитимитет, тие секојдневно изјавија дека ете 1, 2, 3, 4 пратеници ќе преминуваат од опозицијата и ќе бидат дел од мнозинството, но ние сме сведоци дека се случи обратното. По изборните резултати, ДУИ во следниот месец се подготвува и за партискиот конгрес, на кој не исклучуваат можност за промени во партиските структури. Реформирање најавува и опозицијската СДСМ, каде промените на највисоките партиски функции веќе стартува. Со оставката на Ана Чупевски и поставувањето на Александар Трајановски за нов потпредседател. Во следниот период партијата ќе го одржи конгресот, на кој ќе се анализираат изборните резултати. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Централниот комитет на ВМРО ДПМН синоќа донел одлука за разрешување на Илија Стоилев од местото председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Свети Николе по случајот на злоупотреба на средства во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Бил разрешен и Гоце Стоиловски од местото председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Македонска Каменица. Стоиловски беше кандидат за градоначалник на локалните избори во оваа општина, но не успеа да ја добие довербата од сограѓаните. На седницата на Централниот комитет на ВМРО ДПМН биле донесени повеќе одлуки поврзани со тековните подготовки за предстојниот редовен конгрес кој ќе се одржи на 6 декември во Кавадарци. Беше донесена одлука за избор на делегати кои ќе учествуваат и одлучуваат на конгресот. На конгресот ќе учествуваат над 800 делегати, а генералниот секретар Ѓорѓе Сајковски беше овластен да ја утврди конечната листа на делегати согласно статутот на ВМРО ДПМН. При тоа беше формиран и организацијски одбор кој треба да го подготви конгресот, информираат од ВМРО ДПМН. На Штипскиот универзитет ќе се отвори стартап центар. Целта е да се поттикнат младите да развијат сопствена бизнис идеја и да почнат свој бизнис. Со цел младите да се поттикнат да размислуваат за своја бизнис идеја и да започнат сопствен бизнис, на Штипскиот универзитет ќе се отвора стартап центар. Преку иницијативата УГД е со намера да создаде млади креатори кои ќе бидат двигатели на економијата, а не само пасивни следбеници. Универзитетот Гоце Делчев во изминатиот период и во наредниот период активно ќе работи на градење на една иновацијска и предприемачка инфраструктура, да креираме еден систем кој што ќе им помогне на студентите
студентите да бидат креативни, да размислуваат, да станат предприемачи, да основат успешно свои компании. Новата модерна инфраструктура е во целост поддржана од Европската универзитетска алијанса, каде УГД е активен чинител и партнер. И целите на универзитетот е сето знаење кој што го имаат нашите универзитетски партнери од другите универзитети од Европската унија, да го пренесеме овде на нашите студенти, да креираме едни позитивни промени, односно услови кои што ќе им помогнат на нашите студенти, на младите предприемачи да бидат успешни во својата професија. Во ерата на глобализацијата и дигитализацијата, младите имаат пристап до новите технологии и информациите. Имаат мотивација, меѓутоа она што секако фали е да изградиме еден комплетен систем, а јас мислам дека Универзитетот Гоце Делчев може да го понуди тоа за нашите студенти и сум убеден дека резултатите ќе бидат за кратко време видливи. Центарот ќе обединува неколку хабови и инкубатори на различни факултети, каде студентите ќе добијат менторска поддршка и насоки за успешно развивање на своите креативни идеи. За Сител, Трајан Ристовски. Што се случува во СДСМ? Дали познат доктор и поранешен градоначелник